Повеќе од 110 работници во РЕК Битола се пожалиле на здравствени проблеми и побарале лекарска помош поради симптоми на труење по консумација на оброк во фабричката менза. Тегобите ги пријавиле откако јаделе лазања со сос во мензата на комбинатот, која останува затворена, откако Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот санитарен инспекторат интервенираа по сомневањата за труење со храна. Од институциите информираат дека објектот ќе биде затворен се до добивање на конечните резултати од анализите. Од увидот на санитарно-хигиенската состојба во централната кујна констатирани се недостатоци во однос на одржување на хигиената. Под елементите во делот на готвење има остатоци од масни наслаги, во делот за обработка на месо пластичните даски се со оштетена површина, во фиоките за чување на инвентар има нечистотии, миксерот за месо кој по изјава на присутниот шеф не се користи, со засушени остатоци од храна и во делот за миење на приборот, одводот од мијалникот не функционира. Инспекцијските служби на АХВ вчера по добиена телефонска дојава за сомнеж за труење со храна, во соработка со повеќе институции спровеле вонреден инспекцијски надзор во кујната на операторот, кој вршел снабдување со храна на РЕК Битола, при што земени се мостри од храна и брисеви од работни површини, раце и нос на затекнати вработени лица во кујната. Согласно Националниот протокол за постапување во случај на сомнеж за појава на алиментарни инфекции и интоксикации, кујната на операторот со храна е времено затворена, односно дадена е забрана за вршење на дејност, подготовка и послужување на храна од истата, се до завршување на инспекцијската постапка и добивање на уредни наоди од лабораториските испитувања на земените мостри и брисеви. Инспекцијската постапка продолжува, а според информациите до кои дојде телевизија 24. Во текот на вчерашниот ден на преглед се јавиле 81 работник, а ноќеска и предпладнево лекарска помош побарале уште најмалку 30 на лица. Еден пациент е со потешка клиничка слика, но стабилна, додека 40 на лица се на дневна болница, а останатите се пуштени на домашно лекување. Од ЕСАМА, под чија надлежност работи кујната преку ЕСАМА Молика, предходно демантираа дека станува збор за масовно труење, а денес во соопштение велат дека состојбата е под контрола и се третира со соодветна сериозност. Дополнително, важно е да се напомене дека истата храна ја конзумирале и вработените во делот Термо на РЕК Битола, каде што не се пријавени никакви симптоми. За случајот реагираше и независниот синдикат на АДСМ. Оттаму велат дека ќе бараат одговорност ако се потврди дека причина е храната или хигиената во кујната, нагласувајќи дека јавни коментари за причината засега треба да се воздржат, додека институциите не завршат со испитувањето. Ние како независен синдикат при АДСМ ќе почекаме институциите да си ги завршат своите испитувања и доколку навистина се потврди дека ова е настанато поради храната или хигиената во кујната за исхрана, жестоко ќе реагираме и ќе бараме одговорност. Случајот предизвика политички обвинувања и барање за одговорности од опозицијската СДСМ во Битола, од каде прашуваат дали бројката од наводните 5-6 случаи веќе прерасна во трицифрена. Иако навистина немало труење, зошто тогаш кујната е затворена? Инаку за случајот денеска се огласија и од обвинителството, од каде соопштија дека основното јавно обвинителство Битола е известено и ги координира дејствијата за целосно испитување на настанот.